Добро вечер. Вонредна политичка анализа на емисијата во Центар. Вечерва ќе анализираме за мигрантите, меѓутоа на почетокот за една работа плюс 3 работи, значи 1 плюс 3. Првата работа која сакам да ја кажам или да ја потенцирам, интервјуто со Денко Малевски. Се плашев дали ќе има 40, па дали ќе има 50.000 прегледи. До вечерва, додека кажувам вонредна политичка анализа, 60.000 прегледи, веројатно ќе стигне помеѓу 90 и 100.000 прегледи, што покажува или ја промовира емисијата во Центар како единствена емисија во Република Македонија, каде што сериозни интервјуа може да обезбедат или да достигнат сериозни бројки. 90 до 100.000 е исклучително сериозна бројка во Република Македонија. На вистина интервјуа со Горан Стојков ќе имат 380.000 прегледи, интервјуа со Тома Врамски ќе имат на 400.000 прегледи, со Љупчо Георгиевски или со Палевски, Палчо ќе имат некаде над 500.000 прегледи, меѓутоа Денко Малевски и Насер Зебери ова сезона едни од две ќе помина 100.000 прегледи, Денко Малевски се приближува, ќе се приближува до бројката 100.000 прегледи, покажува и тоа ми дава, ме прави премногу среќен дека ова е единствена емисија во Република Македонија, не само овој момент, туку изминатите 25-30 години, кои покажуваат две работи. Прво, кредибилност на гости и под број 2, сериозна кредибилност на бројки. Кога ќе споите гости и бројки, тоа е добитна комбинација. Под број 1, од трите главни работи кои треба да ги нотираме во ова вонредна политичка анализа. Христијан Мицкоски најавува одложена реконструкција, значи нема да прави сега реконструкција, најави брза реконструкција, па најави реконструкција до крајот на годината, па сега ја пролонгира почетокот на годината, па веројатно ќе се пролонгира после некакви предвремени парламентарни избори во Република Македонија. После таква победа на Конгресот пред 10 дена, само 10 делегати гласа против Христијан Мицкоски, тој да нема сила, да нема капацитет да направи реконструкција во влада, покажува колку е политички слаб. Така што тие бројки на делегати на Конгресот не соодветствуваат со капацитетот и политичката тежина на Христијан Мицкоски внатре во структурите на ВМРО, ДПМН, пошироко во коалицијата и во односите дел со меѓународна заедница и дел со крупната олигархија во Република Македонија. Под број 2, оставка поднесе јавниот обвинител Коцевски. Во изминатите неколку месеци тоа беше топ тема и врз база на лакмусот на таа топ тема ние ги анализиравме политичките процеси во Република Македонија. И крајната анализа беше направена дека Никола Груевски и Зоран Заев всушност ќе се борат за довербата или за близината со Христијан Мицкоски и на тапет ќе биде името на Љупчо Коцевски. Структурите на Никола Груевски инсистира на брза смена на Љупчо Коцевски, структурите на Зоран Заев инсистира на останување на Љупчо Коцевски на чело на јавното обвинителство на Република Македонија и да се обезбеди континуитет со неговиот претходник Јовевски. Груевски и структурите на Груевско ВМРО ДПМН во наводници извојува победа. Ќе видиме дали таа ќе биде пирова победа, кој ќе заврши само со смена на Коцевски, или наследникот на Коцевски сепак ќе биде дел од чинелот на Никола Груевски. Во тој момент ние точно ќе знаеме каква е структурата на МОКТА во врвот на ВМРО ДПМН, структура на Груевски и структура на Христијан Мицкоски. Всушност луѓето кои го рушеа специјалното јавно обвинителство, дали е тоа Антонио Милошевски, дали е тоа еден круг на адвокати обвинители во Република Македонија, блиски до Никола Груевски, блиски до ВМРО ДПМН, и сега го воде целиот тој процес на рушење или смена на Љупчо Коцевски. И под број 3, вчера имаше интервју на Венко Филипче на Македонската државна телевизија. Интервју со колегата Васко Попетровски. Две поенти од тој интервју можеме да ги извлечеме како одредено кроки. Васко Попетровски никош не бил храбар новинар, меѓутоа бил секогаш аналитичен новинар и секогаш одел до детали, поставал прашања, подпрашања и така натаму, се обидувал да извлече одредена поента на тој интервју. Вчерашното интервју покажа, и тоа не се однесува само на Васко Попетровски, се однесува на сите проекти на колеги, новинари во Република Македонија кои беа финансирани со меѓународни средства. После прекинувањето на финансирањето на USAID во Република Македонија, се чувствува страв кај тие колеги. Еден дел на средствата не им доаѓаат, не им се на располагање и тоа ги прави ранливи. Тие никош не биле премногу храбри, меѓутоа биле темелни, аналитични и оделе до ситни цревца во одредени прашања. Сега веќе тоа го нема. Тоа е еден сериозен удар. Знаете, ние секогаш сме калкулирале што е полошо или што е постаро, јајцето или кокошката.
Дали е подобро со средства од надвор да се финансираат одредени проекти и колку на тој начин ќе се влие врз медиумите во Република Македонија и дали ако не постојат тие канали и средства од надвор, бидејќи тие медиуми не се прилагодени самите да се борат на пазарот, да имат место на пазарот, да се само финансират, да речеме како емисијата во центар, дали ќе може да опстанат или ќе се принудени кога ќе секнат средствата од надвор да мора да барат средства од внатре. Средства од внатре се или буџетот, или ВМРО ДПМН, или СДСМ, или некои други политички субјекти. И под број 3 запирка односно Венко Филипче, кажува една работа во вчерашното интервју, дека благодарејќи на Зоран Заев, како вели тој, предходникот на чело на СДСМ, се извојувани медиумски слободи во Република Македонија, или како му вели на колегата во Петрески, ајде сетете се какви беа вестите каде што вчера гостував, а гостуваше во вестите на Сител телевизија, од име од устата на претходниот уредник на таа телевизија, нели како ги дефинираше вестите како Куртон вести на Сител телевизија, и под број 2, значи тоа е победа која извојува или е благодарејќи неговиот предходник на чело на СДСМ, тој е Зоран Заев, и под број 3б дека тој наследил катастрофална состојба во СДСМ, а ја наследил од Димитар Ковачевски, што рече дека структурите на Зоран Заев сакат да бајпасират еден период од 2, односно 3 години, дека до 2021 година се што се направило во Република Македонија се направило до 2021 година и тоа е направено благодарејќи на Зоран Заев, а се што е лошо направено од крајот на 2021 година, па некаде до летото 2024 година, кога начело на СДСМ е Димитар Ковачевски. Што ке рече, кога ќе го трнете Димитар Ковачевски, Зоран Заев и председателот на фондацијата Зоран Заев, тој е Венко Филипче, ќе оправат СДСМ. Тој триаголник, Христијан Мицкоски, Зоран Заев и Венко Филипче, е структурата на политичките процеси во Република Македонија. Никола Груевски во една ваква кохабитација на политичката сцена може да има одредено позитивно влијание. Меѓутоа, знаете, тоа е, како велат, и парфемите, па и отровите се чуваат во мали шишенца. Ако тоа го промашите како мерка, тогаш може да излезе надвор од контрола. Кога гледам вчера интервјуто на Венко Филипче, велам, каква штета, така врвен лекар, веројатно на прстите на една рака може да се изборат лекарите или докторите во Република Македонија кои се така добри, со такво реноме и така лош лидер на политичка партија. Знаете, ви имате дупло голо. Губите врвен лекар во најдобрите негови години, кој требаше да испродуцира серија на врвни доктори и негови наследници во клиничкиот центар на Република Македонија. Од друга страна, еден така лош председател на СДСМ, кој всушност е континуитет на дисконтинуитетот на СДСМ. А дисконтинуитетот на СДСМ е Зоран Заев, бидејќи Зоран Заев во се разликува од темелните или стожерни вредности на СДСМ. Денес има централен одбор на СДСМ. Дали ќе има кворум или нема да има кворум, дали тој кворум ќе биде на мускули обезбеден или нема да биде на мускули обезбеден е тотално небитно. Дали таму извршниот одбор и раководството на СДСМ ќе се дополни со играчи на струмичкот клан на Зоран Заев, плюс некоја пијандора од претходниот состав до 2021 година кандидати за градоначалници или нешто слично и една-две девушки од чинелот на Мите Брилјант, тоа ќе биде новото јадро на СДСМ. Тоа ново јадро на СДСМ со ништо не гарантира дека во Република Македонија може да има промена на власта и да се влези во процес, ако не наменување на Христијан Мицкоски, тогаш на заплашување, па дури на дестабилизација на власта на Христијан Мицкоски, ако нели опозицијата процени дека таа е власт која води во погрешен правец Република Македонија. Во фонот или како увертира на ова што денес се случува во СДСМ, избор на ново раководство, имате најави за 2 кривични пријави. Оливер Спасовски како министар за внатрешни работи и Коста Костадинов како поранешен градоначалник на Струмица и човек кој се поднесе оставка или се го замрзна членството во СДСМ, не согласувајќи се со политиката на Венко Филипче, читај Зоран Заев, читај Вица Заев. Испаѓа дека само Зоран Заев и Венко Филипче се спасија. Само тие по 50 работеле во овие 7 години кога бил СДСМ на власт во Република Македонија. Секој кој ќе му се спротистави на Венко Филипче, неговиот струмички побратин Христијан Мицкоски во договор со Зоран Заев му
испраќаат по пошта или по ДХЛ одредена кривична пријава, што ќе рече дека им се чисти теренот. И така, чистејќи го теренот, ние доаѓаме до клучната поента денес во Република Македонија. Сега, ако има избори, чисти избори, без купување, без 250 милиони евра кои беа потрошени на локални избори за купување на гласови на македонските граѓани, Христан Мицковски тежи едва и 250.000 гласови. Тоа можем да го потпишам со две раце. Тоа не значи дека на некои предвремени парламентарни избори нема да оди над 300, нема да оди над 350. Во моментот, со серија на афери, со несноѓење, со неправење реконструкција, знаете, апсолутна победа, а апсолутен некапацитет да направи било какви промени не во државата, туку во ВМРО. Да ПМН, значи имате на една страна Мицковски кој не тежи повеќе од 250.000 гласови, и за Мицковски да биде сигурен на политичката сцена, СДСМ треба да има дупло помалку гласови. 100 до 125.000 гласови. И тоа е трагедијата во која денес се прпелка политичката сцена во Република Македонија. Мицковски е начело на никогаш послабиот ВМРО ДПМН, на таква позиција тој има апсолутна власт на локално, на централно, на председателско ниво, на монетарна власт во Република Македонија, и СДСМ кој нема никаков капацитет да се излечи од таа цврста струмичка преградка на Зоран Заев. За нешто да се направи во Република Македонија, веројатно ќе бидат потребни 2-3 меѓучекори. Украина 2027 година да почне преговори со Европската унија, да се случи барем на еден од двата режими во Будимпешта или во Белград и да се влези во процес на раздвојување, знаете, тие сијамски близнаци Венко Филипчи и Зоран Заев, или двајцата во пакет, или едниот да биде одвоен од другиот, струмичкиот клан и цврстата струмичка тупаница или преградка која го држи СДСМ драматично далечен од власта во Република Македонија. Всушност е дел на власта, но во една тајна, прекјутна, премолчена коалиција со Христан Мицковски. Тема бегалци или тема мигранти, илегални, легални, како да ги дефинирате, тема мигранти. Карактеристична тема за десницата во Република Македонија или било каде во светот. Меѓутоа во Република Македонија, бидејќи ова е вонредна политичка анализа, каде што ги анализираме работите во Република Македонија, 2014-2015 година една од омилените теми на Никола Груевски. И никој не можеше да претпостави дека СДСМ и левицата во Република Македонија ќе се обидат своето, во наводници, враќање на политичката сцена да го темелат на темата бегалци или на темата мигранти во Република Македонија. Кога вие анализирате или разговарате за мигранти, подете во Источна Македонија, тамо ќе видите мигранти од Непал или мигранти тамо од далечниот исток, работат во Делчево, работат во Берово, работат во Источна Македонија. Па и не мора да одите во Источна Македонија, одите во било кој град во Република Македонија, вие ќе видите помеѓу 60 и 80.000 турци кои во изминатите неколку години се населени во Република Македонија. Тоа што се случуваше пред еден или пред 2 месеци во Црна Гора, каде што имаше конфликт на турски и азербеџански државјани, па стана црногорската јавност, па тргна да ги брка турците од Црна Гора и тоа се закануваше да се претвори во некакви граѓански протести, немири кои ќе излезат надвор од контрола, па ние тоа го имаме во Република Македонија. Па во текот на летото, оние пукање, пушкарање, па дури одредени сериозни инциденти со крвопролевање во Штип и во одредени штипски кафулиња, со одредени шпекулации дека се работи за трговија со бело или за трговија со одредени наркотици, и дека зад тоа стојат одредени турски државјани, под завесата на студенти на Штипскиот универзитет, под завесата на одредени студенти кои од Саудиска Арабија, од Турција или од одредени енклави на Турција доаѓа тука на одреден универзитет кој е 1 или 2 километри оддалечен тука од местото каде што кажеме вонредна политичка анализа. Имаше посета на министерот Панче Тошковски и некакви најави, договори дека ќе може да се прави размена на студенти, доаѓање на студенти на одредени универзитети тука во Република Македонија. 60 до 80.000, значи еден прилеп турски државјани дојдени тука во Република Македонија. Тоа не може да не биде контролирано. Една турска банка, осигурителна компанија, тие всушност дават логистика, дават гаранција и тие луѓе се доселуваат тука во Република Македонија. И знаете што е најинтересно? Најзагрозени се чувствуваат албанците во Република Македонија. Бидејќи населуваат исти места,
исти населби, одат во исти џамии, претендират на исто гласачко тело и така натаму и така натаму. И како велат албанците, вие и со црниот ѓавол, нели, кога разговарат со нас македонците, и со црниот ѓавол ќе се споите, ќе се договорите, само да ни наштетите на нас албанците. Значи ние во Република Македонија, македонците, ќе дозволиме 60 до 80 турци, значи еден нов прилеп да никне во Република Македонија, само да им наштетиме на албанците. Знаете, кога беше она бегалска, сериозна колапс на Авганистан и кога овие афганистанци доаѓа тука во Република Македонија, едно од збирните места беше хотелот Белви. Отидов да ги посетам во хотелот Белви и таму имаше неколку албанци со потекло од Рачиново и селата околу Рачиново, и тие беа најмногу засегнати со тие мигранти со потекло од Авганистан, дали ќе останат тука во Република Македонија. Тогаш сватив дека еден голем дел од албанците во Република Македонија не само што си ја сакат Република Македонија, туку не се подготвени своето место на живење да го отстапуват во наводници на муслимани кои го практикуваат исламот сосема различно од нив, различни цивилизацијски вредности, различни културолошки вредности, се различно тоа што албанците го имаат денес во Република Македонија. Така што и овие турци кои сега под превезот на одреден проект населување на турците на Балканскиот или реосманлизација на Балканскиот полуостров, каде што постои сериозна закана Скопје да биде претворен во Ново Сараево, сам помините по аеродром, помините по овие други населби, вие тоа ќе го видите, ќе го дефинирате и со своји очи. Први кои се засегнати се албанците. И тоа што сакам да кажам, знаете, баркајки мигранти, ние всушност не гледаме дека мигрантите се веќе тука во Република Македонија. Под број 2, тоа е врзување на прашањето за мигранти од Велика Британија и оној кредит британски во висина од 5 милиарди евра, кој го договори министерот за транспорт и врски Александар Николовски, и на чие потпишување присуствуваше и премиерот Христијан Мицкоски, или во чие договарање учествуваше и премиерот Христијан Мицкоски. Знаете, Александар Николовски, кој претендира да биде наследник на Христијан Мицкоски, а Христијан Мицкоски после конгресот во Кавадарци е најавата дека тој негов последен мандат на чело на ВМРО ДПМН, се троши рокот од 4 години. Веќе почнува таа лидерска трка кој ќе биде наследник на Христијан Мицкоски во врвот на ВМРО ДПМН. Александар Николовски или ќе биде наследник на Христијан Мицкоски или ќе биде Данчо Шутурков кој ќе одлучува кој ќе биде наследник на Христијан Мицкоски. Од тие причини или во фонот на едно такво гледање на политичките процеси во Република Македонија, Александар Николовски тешко може да си дозволи такво девастирање на неговото капитално дело, а тоа е кредитот со Велика Британија за изградба на ова брза железничка пруга на Република Македонија, клинички центри, болници, така натаму и така натаму. Видите, ако вети ефтини станови, а сега квадратот во Република Македонија не е никогаш поскап, и ако сега овој проект со брзи пруги не биде реализиран, ако не се влези во една брза реализација на проектот Бехтел-Јенка, каде што во наредните 1 или 2 години, ако не биде министар за внатрешни работи, Александар Николовски ќе се промовира во сечење на ленти, еднаш месечно сечење на ленти на одредени проекти, бидејќи во изминатите 15 до 18 месеци ја постави платформата, ги постави темелите и сега треба да ги жнее резултатите на таа една политика, тога знаете, девастирањето неговото капитално дело, а тоа е кредитот со Велика Британија, може да му ја оштети сериозно, да му ја демистифицира или да му ја демаскира политичката кариера. Така што јас сметам дека тој проект мигранти и кредит на Велика Британија во Република Македонија сериозно ги имат осмислено, и ако направиле одредени евини грешкички, тие ги имат свесно направено за да можат на крајот на денот да спечелат одредени политички поени. Под број 3, тој е проект за спасување на Венко Филипче. Ако не беше изваден проектот мигранти во Република Македонија, со што Венко Филипче на краток рок со одреден политички допинг би можел да се спротивстави на Христијан Мицкоски. Нема тема во Република Македонија. Нема тема која може да ја сензитира македонската јавност. И такви во наводници не теми кои се прават во Република Македонија покажуваат две работи. Прво, Република Македонија во наводници е кревко демократско општество со кревки медиуми, со социјални мрежи кои не ги контролира без малку ни власта, ни опозицијата во Република Македонија. И под број 2, и таквото ништавило на теми сериозно го хаварисува од Христијан Мицкоски. Тој во овие 18 месеци покажа некапацитетност
да се спротистави на било кој проблем, на било која тема во Република Македонија. Под број 1 нема капацитет да се спротистави и под број 2 било која тема се лепи за Христијан Мицкоски. Дали е пожари, го девастира Христијан Мицкоски. Дали е загадување, го девастира Христијан Мицкоски. Дали е тема мигранти, го девастира Христијан Мицкоски. Кога вие ќе дојдете после 18 месеци во одредена фаза кај што Лјупчо Георгиевски доаѓа дури после војната 2001 година, а Никола Груевски дури после 7-8 години власт во Република Македонија, што да направите да е проблематично, што да не направите пак да биде проблематично. И пари да им делите на граѓаните ќе биде проблематично, ќе речат колку си украл ти, ако нас не даваш по 100, по 200, по 300 евра. Така што после 18 месеци Христијан Мицкоски дојде во една фаза, во една состојба од која во наводници нема никаков излез. Ако не направи нешто, ќе биде критикуван дека ништо не направил. Ако направи нешто, ќе биде критикуван бидејќи нешто направил. Кога ќе влезете во таква фаза, тогаш кому иде, оставате водата да ве носи, па може ќе ве донеси до брегот, може ќе ве односи на средината на морето. Меѓутоа, суштината е дека левицата во Република Македонија, тоа не било никогаш тема мигранти во Република Македонија. Тоа биле теми, на бранот на тие теми Виктор Орбан правил политички поени, политички кампањи и ја бетонирал власта во Унгарија. Многу малку тоа го правил Александар Вучич, го правил Доналд Трамп и на бранот на тие теми тој дојде на власт на чело на Соединетите американски држави. Одредени радикални десни партии, дали во Италија, дали во Франција, Холандија, на бранот на азиланти, на мигранти правеа, печалеа политички поени и доаѓа на власт. Меѓутоа за прв пат лева политичка структура, погледнете таа лева политичка структура и во овој мандат на Венко Филипче, кои се темите кои таа ги баштини? Дивоград би Даниела Арсовска. Канџите на албанците Даниела Арсовска. Мигранти, одредени структури кои беа под контрола на Даниела Арсовска, или да речеме одредени структури кои на Далечинско Будимпешта ги има под контрола Никола Груевски. На крајот, сума сумарум, овој ќе го избркат од пес од партијата на европските социјалисти, бидејќи со целата кампања која СДСМ ја води, а таму има една единствена цел, Венко Филипче да го врзат за одредена канделабра и така врзан да го држат на чело на СДСМ, се доека ЗЗ или неговиот ментор Струмица не процени дека почна да слабее, да станува многу слаб Христијан Мицкоски и дека тој може да влезе во одредена политичка пресметка. Тогаш кланот ќе направи проценка дали таа политичка пресметка да почне со Венко Филипче или дојде на време Зоран Заев да се врати на чело на СДСМ. Тоа се двете опции. Ова темата со мигранти ќе испадне како темата 3000 терористи, кој мене нели ме прикачат кога ќе одите на социјалните мрежи и кога ќе напише некој добар или одличен на Васко Ефтов, да, ама тој таму кажа пред 7 години за 3000 терористи кои само што не влегле во Република Македонија. Па не кажа Васко за 3000 терористи, кажа Мирка Велиновска. Имавме интервју со Мирка Велиновска. Јас само ја прочитав најавата за интервјуто, цитирајќи одредени зборови на Мирка Велиновска. Сум говорел за одредени терористички групации во соседна Република Албанија, кои се ирански паравоени структури, кои му биле лојални на Шахот Реза Пахлави. И сум имал некакви обиди таму нешто да снимам, беше преопасно и ништо не е снимено, ништо не е направено на таа тема. Така што темата мигранти, која се подгрева како сарма тука во Република Македонија, ја обезличува политичката сцена. Знаете, вие не можете да го вратите СДСМ на власт во Република Македонија, ако во меѓувреме СДСМ не покажи капацитетност да ги поправи грешките, да и се извини на македонската јавност и да генерира пораки на препознатливост кон македонската јавност. Кои се пораки на препознатливост? Ако СДСМ 2008-2009 година протестирал против црквата во центарот на Скопје, на чело на СДСМ по некоја година дојде Зоран Заев, кој во моментот кога СДСМ на Бранко Ценековски протестираше против црква во центарот на Скопје, тој сакаше да изгради најголема црква во центарот на Струмица. Кога така испраќате дифузни пораки до своето членство, до неопределените гласачи, кои се наклонити, кои се лево ориентирани или кои се полиберално ориентирани, тогаш вие имате проблем како да обезбедите и легитимитет и препознатливост кај тој дел на публиката. Без да обезбедите легитимитет и препознатливост, а тоа е преку теми, преку начин на обработка на теми и преку покажување дека сте различен од власта, вие може да бидете само мал приврзок на власта, но не можете да бидете
воспримани како сериозна замена за власта во Република Македонија. И ајде да анализираме темата на мигранти. Гледате, темата на мигранти сега се сведува дали тие мигранти ќе останат во Република Македонија. Значи имате мигранти, имате британци, имате мигранти кои би дошле во Република Македонија и сега главното прашање ќе останат тука или Македонија ќе биде само некаква меѓустаница за тие мигранти да завршат во Африка, во Руанда или во било која некоја држава од каде што би сакале да ги испратат од Велика Британија. Кога ќе поставите така работата, тогаш вие се сведувате на некаква железничка станица, не од типот на ова што е во Зелениково, туку некоја фреквентна прометна железничка станица. Доаѓаат одредени мигранти, вие не сте земја членка на Европската унија, влегуваат кај вас, добивате одредени средства и ги испорачувате надвор од Република Македонија. Без разлика дали ќе останат или нема да останат пари во Република Македонија, тоа е исклучително, што би рекле србите, тралјава операција. Тамо некаде средината на 90-тите години, кога се водеа преговорите помеѓу Народна република Кина и Велика Британија, мислам дека Крис Патен беше тогаш гувернер на Хонг Конг, подоцна стана прв човек на Европската комисија во Брисел, тогаш имаше одредена иницијатива, доаѓа одредени емисари од Хонг Конг, граѓања од Хонг Конг кои не сакаат да останат во Хонг Конг, кој ќе е составен дел на Народна република Кина, да бидат населени тука во Република Македонија. Тогашните власти нешто договара, нешто им препорачува, нешто им сугерира, сепак и тога стануваше збор за големи пари, бидејќи во оваа држава секогаш фалат пари, бидејќи парите се трошат нефункционално. Знаете, вие никош нема да имате толку многу пари колку што сте капацитетни нефункционално да ги трошите тие пари. Во последен момент дури имаше насловна страница на Скопски вечер, мислам дека Горе Михайловски го пишуваше тој текст. Во последен момент владата на Бранко Цренковски се откажа од граѓање на Хонг Конг да бидат населени тука во Република Македонија. Сега има некоја нова фаза, претходно беше одредена мигрантска фаза од Сирија, од Блискиот Исток 2014-2015 година, која поминува тука на територијата на Република Македонија. Тогашните прваци или првенци на партијата Левица протестира, па имаше молотови коктели на македонско-грчката граница, па грците притискаат од таа страна, македонците не пушта, па тогаш ноу-хауто на Виктор Орбан беше искористено, се направи одредени тамо завеса, железна завеса која не дозволуваше тие мигранти да влезат на територија на Република Македонија, па дури Ѓорги Иванов се закануваше за одредена вонредна состојба, бидејќи работата или состојбата ќе излеше надвор од контрола, така што ние во изминалите 34-5 години сме влегувале во процеси на преговори околу мигранти на македонска територија, сме правеле одредени бегалски кампови и во време на војната во Босна и Херцеговина и после тоа. И гледате, ова население покажува една таква сензитивност во однос на тоа прашање, и вие како политичка структура треба да направите единствен избор. Дали ви се исплаќа така сензитивното гласачко тело да го користите или да го злоупотребите на тема мигранти, и колку тоа ќе ви донесе одредени политички поени. Јас не мислам дека било која лева, граѓанска или либерална опција може на тема на мигранти да печели политички поени. Одредени политички, во наводници будалетинки од типот на Доналд Трамп, може да печелат политички поени, бидејќи тоа е есенцијата на нивното политичко делување. Ке прави бетонски зид кон Мексико, па нема да прави, па ќе плаќат, па нема да плаќат и така натаму. И така натаму, и ќе завршам ова тема со одредена порака која пред 5-6 години, кога беше Брекзитот во Велика Британија, ме испратија македонци кои живеат во Велика Британија, која дека македонците во Велика Британија гласа Британија да излезе од Европската унија. Зошто? Бидејќи не се согласувале со темата мигранти. Бидејќи тие излегле од Европската унија за мигранти да не доаѓат на територија на Велика Британија, а тие се доселеници на територија на Велика Британија. И од тоа ќе го ставите во одреден контекст, вие гледате во наводници колку шизофрени пораки е подготвен и капацитетен да прима македонскиот народ. И тоа влега во една таква конфликтност кај што вие не можете да видите каде е почетокот, каде е крајот, и кога примате или сте капацитетни да примите такви спротивставени политички пораки, тогаш и политичките разврски ги спроведувате на ниво на конфликтност. Затоа сме ние сериозно конфликтно општество. Без разлика дали таа конфликтност преку форма на шарена револуција ќе ви се излее на скопските или на македонските улици, или таа конфликтност нема да се излее на скопските улици, туку како имплозија ќе ви експлодира внатре во стомакот
на македонското политичко и општествено милје. Кога државата е во таков конфликт, тога знаете е секогаш плодна почва некој да ги злоупотреби. Ако тоа го правил ВМРО ДПМН, сега го прави СДСМ, која е гаранцијата дека тоа нема да го прават руси, американци, срби, турци, унгарци и сите оние кои сакаат да искористат Република Македонија во некакви своји мали или поголеми политички геостратешки проекти. Сума сумарум, ајде да го видиме тоа чудо, СДСМ да сака да дојде на власт и да го порази ВМРО ДПМН на тема мигранти. Всушност, со камен на десна политичка опција или десно политичко милје во раците на лидер на партија кој е наследник на Зоран Заев, на чело на СДСМ, да биде соборен од власт Христијан Мицкоски, кој има таен пакт на ненапаѓање со Зоран Заев. Дали тој таен пакт завршува сега со оставката, со смената на Лјупчо Коцевски или ќе има континуитет, ќе продолжи, ќе покаже времето. Како вовед во некои идни политички анализи во Република Македонија. Александар Вучич и Виктор Орбан. Две структури кои имаат многу битно влијание на политичките процеси во Република Македонија. Александар Вучич, всушност целата српска мафија, да не речам српско подземје, се уште е цврсто зад Александар Вучич и тоа го крепи Александар Вучич на власт во Белград и во Република Србија. Сега Стретен Јоцич или Јоца Амстердам излегува. Ќе видиме дали тоа ќе предизвика, дали тој камен фрлен со пуштање на слобода на Јоца Амстердам ќе предизвика одредени турбуленции во структурите на српското подземје или тоа нема да се случи. Тоа е подбор 1 и подбор 2 Виктор Орбан. Власта на Виктор Орбан се темели на десетина сериозни тајкуни од енергетската сфера. Тие тајкуни од енергетската сфера, не само во Унгарија, било каде во светот, големите пари може да ги прават само со енергетска кохабитација со руските тајкуни. Руски енергетски тајкуни, унгарски енергетски тајкуни. Тоа генерира огромно количество на пари и тоа огромно количество на пари преку мегафоните или преку инструментариумот на Виктор Орбан требаше да биде искористено за промени во одредени држави кои се најслабјалки на Европската унија. Франција, Италија, Холандија, Австрија, Словачка и така натаму, вклучително Словенија и Република Македонија. Така што тие две структури, едните под контрола или ги обезбедува српското подземје, вторите под контрола на тоа енергетско подземје во Унгарија, всушност ќе зависи колку на власт во едната и во другата држава ќе останат Вучич и Виктор Орбан. Во зависност од тоа ќе има битно влијание на политичките процеси тука во Република Македонија. Беше нашата вонредна политичка анализа на тема мигранти, Венко Филипче, Христијан Мицкоски, Зоран Заев и дали е ова пирова или вистинска победа Никола Груевски со смената на Лјупчо Коцевски. Ново дружење Недела, 22 часот интервју, ново дружење политичка анализа вторник 20 часот и 30 минути, до недела и вторник, пријатна вечер Македонија, каде да си.